Добар ден, почитувани, започува магазинот за практично родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма, кој ќе биде содржински интересно пред се за трудниците. Дали започнало породувањето е едно од прашањата кои што се оние кои што ги поставуваат идните мајки и кои што навистина ги мачат. Можете ли да научите да ги разликувате лажните од вистинските контракции кои што го навестуваат породувањето? За сето ова денеска подетелно ќе зборуваме со денешната гостинка. Тоа е доктор Ирена Шуплиновска-Јордановска, специјалист по гинекологија и акушерство од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте, Ирена, како сте? Добар ден, благодарам на поканата. Секоја една мајка со нетрпение го очекува моментот кога ќе го земе во прегратки во раце своето бебе кое што 9 месеци го носела во утробата, и сега трудниците најчесто се плашат од чинот на породување, па лажните знаци знаат да ги исплашат и веднаш да поидат во болница. Во болница најчесто велат вратете се дома и тука не потребно трошат од енергијата. За секоја промена да не ја толкуваат како знак за почеток на породување, еве денеска вие ќе дадете појаснување на најчестите прашања на идните мајки. Ќе започнеме од тоа дали терминот на породување, веројатниот термин на породување, секогаш е моментот кога ќе се случи породувањето, дали докторот со сигурност може да потврди кога трудницата ќе се породи? Секако мајките, посебно тие што раѓаат за прв пат, се возбудени нели околу чинот и во недоумица кога е вистинскиот момент да појдат во болница и кои од симптомите што ги чувствуваат се вистински симптоми за породување или пак некои лажни контракции. Околу тој веројатен термин кој што се врзуваат нели родилките, да дадам на објаснување дека во суштина терминот за породување, односно 10-тиот лунарен месец, е помеѓу 37-та и 42-та гестацијска седмица. Веројатниот термин кој што е темата договорен дека е денот на породувањето е 40-та недела, значи или 280 дена од првиот ден на последната менструација. Најчесто трудниците го кажуваат тоа како краен термин, во суштина е тоа веројатен термин. И неделите 2 плюс минус околу веројатниот термин е оној идеален период каде што може и треба да се одвива породувањето. Крајниот термин е всушност 2 недели по веројатниот термин? Да, крајниот термин е 2 недели под веројатниот термин, со тоа што ако имаме оптимални услови за одложување на породувањето, односно незапочнување на породувањето и по тој веројатен термин, а тоа се утврдува нели со контролите кои што следат во текот на тој период. Што ќе предизвикува лажните контракции? Какви се всушност тие лажни контракции? Некои велат дека се и контракции кои што се подготвителни. Значи, лажните контракции, наречени по докторот кој што прв пат ги опишал Бракстон Хикс, се контракции кои што ги има матката како мускулен орган. Во суштина тие почнуваат уште во почетокот на бременоста, како се шири и расте матката со растењето на плодот, меѓутоа како матката е поголема, посебно во второто, најмногу во третото тромесечие, тие контракции се повеќе се чувствуваат и се почести и како да кажам, интензивни при крајот? Поинтензивни. Има жени кои што воопшто не ги чувствуваат или ги чувствуваат, меѓутоа не ги толкуваат како контракции, со оглед на тоа дека тие лажни контракции, за разлика од вистинските, и не се болни, може да бидат само непријатни, ги толкуваат како движење на бебето се свртило или се наместило со грбот или нешто така, не ни знаат дека е сушност тоа. Меѓутоа има добар дел од жените кои што посебно во третото тромесечие ги чувствуваат и така овие контракции кои што може да бидат и со интензитетот и да ги заплашат, да мислат дека станува збор за предвремено породување, да идат во болници почесто, да речеме, од што треба.
Сега, значи, зошто се случуваат тие? Да, се подготвителни, меѓутоа матката е мускулен орган кој што на сензациите и внатрешни и надворешни и на капацитетот на волуменот што го има се адаптира со контракции. Овие лажни контракции, за разлика, да речеме, од вистинските, се чувствуваат како стегање и затегање на стомакот, најмногу се чувствуваат во предниот дел на стомакот. Жената буквално го чувствува, ја чувствува матката како се оди нанапред, целата се грчи како топка. Меѓутоа нема болка вистинска како болна сензација, само некое чувство на затегање. Најчесто не се проследени со болки како задобивање менструален циклус, нема некои интензивни болки во кичмата, во крстот, и овие контракции се случуваат, например, при менување на положба, например, од лево на десно, ако се свртиме во кревет, при станување, при можеби продолго одење или седење, при може преполмочен меур да ги предизвика, може дехидратација во моментот, некоја друга активност, поголеми удари на детето и така натака. Меѓутоа, тоа се вообичаени и нормални работи кои што се случуваат во текот на бременост. А дали тие може да бидат сепак причина за вознемиреност? Се случува ли грлото на матката да се прошири поради лажните контракции? Значи, доколку грлото на матката се проширува, односно доколку тие контракции имаат ефект врз грлото на матката, врз конзистенцијата, должината, скратување и отварање, тогаш станува збор за вистински контракции. Не мора да значи дека тие ќе дојдат до предвременно породување, меѓутоа вообичаено лажните контракции сами по себе, освен кога е пред терминот на породување, не доведуваат, не би требало да доведат до менување на конзистенцијата и отвореноста на грлото на матката. Тоа е една од разликите со вистинските контракции. Овие што се низ текот на бременоста не влијаат на грлото. Во овој дел на емисијата ќе им дадеме можности на гледачите да се вклучат во програма на телефонски, дури на телевизија Телма 3076-677. Денеска зборуваме за разликите помеѓу лажните и вистинските контракции кои што го навестуваат породувањето кај трудницата. Денешна гостинка во студиото ни е доктор Ирена Шуплиновска-Јордановска, специјалист по гинекологија и акушерство од приватната болница Аџибадем Систина. Сега, кога споминавте дека всушност клучната разлика се болките кај контракциите, дали вистинските контракции понекогаш трудницата кога ги почувствува вистинските контракции чувствува болка како менструална болка или пак болка во грбот? Каква болка чувствува? Така, значи кога ќе дојде периодот за породување, вообичаено неколку денови пред тоа, освен другите симптоми, почнуваат тие болки баш како чувство за добивање на менструација припреми. Почнуваат болки во крстот, значи кои што се шират од кичмата нанапред на кај стомакот, контракциите стануваат, значи не само да се чувствува затегањето, него почнува да се чувствува и болка. Тие стануваат поинтензивни и во јачината и во време траењето. И стануваат редовни во интервалот, односно не се случуваат само при одредени покрети или од нигде никаде, нели, од чиста мира, него заземаат некој правилен ритам и тек. Почнуваат да се случуваат, например, секој пола сат, па на 20 минути, и тој период, да речеме, се скратува. Може да се случи кај некоја трудница и редовни контракции, може би да траат половина ден, одеднаш да се смират, па да почнат повторно и следниот ден. Меѓутоа, одликата на родилните контракции кои што ќе следат со породување е токму таа дека стануваат болни, дека интервалот им се зачестува во редовен временски период и должината е све подолготрајна и подолготрајна, односно по 90 на секунди. Зошто е важно времето во кој што се јавуваат контракциите, односно време траењето? Така, значи, за да бидат целисходни, односно да доведат до правилно потискање на предлежечкиот дел на фетусот, најчесто главата, што треба да го отвори родилниот канал, тие треба да бидат ритмични и редовни.
Значи, како што станува интервалот потесен, да речеме, на на десетина минути и јачината, значи контрактилноста се зголемува, контрактилната моќ и целиот тој процес зазема на интензитет и веќе почнуваат процесите на отварање и скратување на грлото кои што ќе доведат до отварање. А ритмичноста е важна за целиот процес да се одвива и да не застане, значи да не направи стоп или пауза со кој што не би се отворило доволно грлото на матката. Во последните недели од бременоста жените прават ЦТГ. Што се отчитува на таков начин? Значи, ЦТГ е еден мониторинг, кардиотокографија се нарекува, има на една хартија, да речеме, се отчитуваат сигнали, се ставаат две пелоти на стомакот на мајката, со едното значи се отчитуваат отшукувањата на, да речеме, ајде на срцето, значи на бебето, протокот каков е тоа се бележи на хартија, значи ја бележиме оптималната состојба на фетусот во стомакот, а во другата долната линија се бележи активитетот на матката. Всушност со тој запис гледаме каква е кондицијата на бебето во текот на породувањето и во текот на тие контракции, каква е неговиот доток на крв за време на контракција, како се одвива се тоа, значи еден комплетен мониторинг во текот и пред породувањето и за време на породувањето, значи го правиме тоа, а на контролните ЦТГ-ња во неделите пред породување истото го следиме и ја гледаме активноста на матката, дали веќе почнала да има контракции кои што може жените и да не ги забележат, дали имаме некоја регуларност и слично или само рамна линија, да речеме, без контракција. Споминавте дека некогаш можат и да не забележат некои симптоми, понекогаш ЦТГ-то отчитува контракции, но жената не ги чувствува. Зошто е тоа така? Дали се и во овој случај тоа лажни контракции или не? Значи, секоја жена, нели како секој човек е различен и прагот на болка и чувството на стегање и затегање е различно, значи кај некој. Може да не чувствува контракции кои што се, да речеме, благи или не ги толкува така. Различна е перцепцијата на сето тоа. Меѓутоа, кога ќе стигнат оние вистински и болни контракции, без разлика колку е отворено грлото на матката, било која жена не може да не ги примети. Значи не постои породување без ништо да се осети барем на крајот. Да, нели сме гледале во филмови како тоа се случува одеднаш брзо и експлозивно, може да се случи и такво експлозивно породување, меѓутоа почесто е кај повеќе родки, кај како да кажам, меѓутоа сепак и кај нив може првите сати, првичното отварање од неколку сантими, ајде да речеме, да биде помалку приметно, меѓутоа веќе кога ќе дојде вистинско налегнување и влагање на главата на фетусот во родилните канали, тие болки и тој чин, мислам, секако не може да се утне, било која жена ќе го забележи. А може ли да изостанат вистинските контракции, а да пукне водењакот? И на таков начин всушност да започне породувањето. Така, убаво го кажавте, значи тоа без разлика дали се има контракции или не. Доколку е пукнат водењакот, велиме дека породувањето е започнато. И во денешно време жена со прснат водењак, значи останува во болница. Тоа не значи дека ако се случи дома или било каде дека треба панично веднаш да се замине во болница, има време секако, доколку не е проследено тоа со јаки контракции, да се среди и да се истушира и да се спакува и да се подготви, пошто многу често тоа се случува изненадно, без никакво предупредување. Значи, да ги ослободиме жените и родилките, дека тој период трпи сите тие подготовки, час, два, па и повеќе, зависи од ситуацијата, додека се стигне во болница. После тоа, најчесто чекаме да почнат контракциите сами, доколку во одреден временски период не почнат, има начини на кои што тоа може да се предизвика и така натака. Збориме за жени кои што се во термин. Што е со онаа состојба кога може би прскањето на водењакот се помешува со несакано мокрење, кога жената чувствува постојана влажност? Дали тоа може да биде причина за непотполно пукање на водењакот?
Значи, зголемената влажност во вагиналниот преден и секрецијата е секако зголемена, значи во бременоста, поготово кон крајот на бременоста, и жените може да се чувствуваат цело време мокри. Има дел од жените кои што и неволно почнуваат да мократ во тој период и некогаш доаѓаат исплашени, не се сигурни дали е прснат водењакот или не. Имаме ние методи со кои што може да се восстанови дали станува збор за прскање на водењак или е урина или некаков друг секрет, меѓутоа секако може да се случи воденикот да не прсне целосно, односно да не биде тоа експлозивно течење на вода по нозе или по пот, или да биде обилна количина. Може да биде сосем малце, по неколку капки, доколку не се допрскани двете обвивки, или прскањето ако не е доле на грлото на матката, него некаде во погорните делови на обвивките, па како вентилен механизам при некој положби да се пуштаат неколку капки, па некогаш не. Меѓутоа, затоа е прегледот каде што докторот точно ќе одреди за што станува збор да нема забуна кај жената. Вистинските контракции се проследени со болка, но дали болката понекогаш може да потекнува и од друго место? Од воспален мочен меур или болка во бубрезите, гастроинтестинални проблеми, па трудницата да помеша вистински контракции со некоја ваква состојба. Жени во принцип првородки кои што немаат искуство и кои што не ги чувствувале овие Бракстон Хикс контракции во текот на бременоста, значи може да се направи забуна при воспаление на мочен меур или гастроинтестинални симптоми или други. Значи не се исти секако, меѓутоа се причина за вознемиреност и не се сигурни бидејќи веќе голем стомакот, цревата се потиснати на страна и тие болки се атипични на друга локација отколку што би биле вообичаено. Меѓутоа со преглед лесно се таа диагноза се расчистува во смисла дали има контракции и на ЦТГ, и на палпација, и вагинален преглед, и останати симптоми секако, например воспаление на мочен меур е пропратено и со други симптоми, печење, премокрење и слично, може би и болка и во бубрези и така натака. Гастроинтестиналните симптоми може да бидат и со гадење по враќање, и со диареи. Значи, се поклопуваат симптомите, меѓутоа за некое време се расчистува целата ситуација. Се утврдува зашто точно станува збор. Доколку во последните недели пред породувањето кај идната мајка се јави некое крварење, дали тоа е знак за породување? Дали во таков случај веднаш треба да се упати на лекар, дури ако крварењето е точкасто со потемна боја? Така. Значи, жените често велат, доаѓаат леле крварам или нешто, најчесто не се работи за вистинско крварење, туку за некоја слузава кафеава течност, што народски речено често пати станува збор за паднал чепот, што викаат, значи тоа е слузава материја што стои во каналот на грлото на матката и кога грлото на матката почнува да се отвара, буквално тоа да речеме испаѓа. При самата дилатација, отварањето на грлото, значи пукаат капилари, се кинат мали крвни сачења и слично, така да може да постои некакво си такво кафеава сукрвица, викаме ние, или некаков вид на мало крварење, кое што е во склоп на дилатацијата на грлото на матката. Секое друго, пообилно крварење, како вистинска крв и така натака, може да станува збор за други патолошки состојби кои што заслужуваат веднаш преглед и понатамошна диагноза. Во остатокот од случаите, ако ова е вака, во склоп на породување не е ситуација која што треба да биде алармантна. Така. Едно од најчестите прашања на трудниците е кога, во кој момент да тргнат во болница, односно во родилиштето. Да, тоа и нас не прашуваат најчесто во последните денови. Во принцип тоа што јас им го кажувам на моите пациенти, дека секако нема да го пропуштат моментот, она што го кажавме, дека ќе ги осетат секако и ќе знаат самите кога да тргнат. Па може да се случи сега,
не е невидено жена да се породи и по пат и слично, меѓутоа најголемиот број од трудниците самите си го сочувствуваат во моментот и секако доаѓаат во право време во болница. Ќе знаат, ние ќе ги опишеме сите тие симптоми, како треба да изгледаат контракциите, во кој временски период, каков интервал, што треба да видат и исцедокот и кафеавото и слузда, се тоа се разговара нели при припремите и разговорите последните недели при породувањето, меѓутоа она што на крајот останува дека трудницата е дома со својот партнер или седно и дека таа што треба да одлучи во суштина во кој момент треба да се упати во болница и секогаш знаат. И сосема на крај, сосема накратко, колку време најчесто трае природното породување, колку би требало да трае, како изгледа, еве, во кратки црти. Во кратки црти. Значи, ако се земе севкупното, значи породување од почетокот на дилатација до самиот чин кај првородки може да трае и 18 и 20 часови. Збореме значи севкупно од 1 сантим отварање до експлозија на плод и на постелка. Колку треба жената да биде отворена за да го роди бебето? Добро, народски е тоа кажано 10 прсти или 10 сантиметри, да се каже, еве да го појаснам, треба да биде целосно отворено грлото на матката, односно веќе да не постои тоа грло, главата да биде веќе во родилниот канал, поминат коскениот дел на малата карлица и веќе во вагина. Значи тој дел кога не пипкаме дел од грлото на матката, тоа значи допираме само глава на фетус, тоа значи дека веќе е комплетно отворена родилката и дека може да започне чинот на експлозија на плодот. Доктор Ирина, ви благодарам што бевте наша денешна гостинка. Навистина интересна тема која што не се обработува така често и се надевам дека им разјаснивте многу дилеми на трудниците поврзани со лажните вистинските знаци на породување и ете, им дадовте до знаење кога треба да бидат смирени, ќе знаат кога целиот процес ќе започне. Благодарам на поканата. Се гледаме повторно. Тука го заокружуваме денешното издание. Денешна гостинка во студиото беше доктор Ирена Шуплиновска-Јордановска, специјалист по гинекологија и акушерство од Аџи Баден Систина. До гледање.